Малолетничките бракови се најголем проблем кај ромската популација, оценуваат невладините и народниот правобранител. Во однос на малолетничките бракови во ромската заедница во општина Штип можам да истакнам дека пред се во последниве неколку години очекуваме одредено намалување на малолетничките бракови, тука секако допринесуваат законите за средно образование, но сепак се уште имаме случаеви каде што се скочуваат малолетничките бракови. Пред се тука ќе ги застапуваме правата на децата согласно со Конвенцијата за заштита на правата на детето. Состапување во малолетнички брак или создавање на вонбрачна заедница се кршат повеќе закони. Законот за семејство, каде што децидно е утврдено дека никој не може да стапи во брак од 18 години, иако има од тоа правило исклучоци, значи со одлука на надлежен орган, на судот. И втората забрана, така да кажеме, е содржана во Кривичниот законник, каде што децидно е наведено дека живењето во вонбрачна заедница со малолетно лице е казниво. Според упатените, решението на проблемот лежи кај семејствата и во образованието. И понатаму недостасува сеопфатно сексуално образование, недостасува да отворено во семејството и во образовниот процес се зборува за превенција од сексуално преносливи инфекции, за превенција од непланирана бременост. Значи доколку зборуваме отворено за овие теми во рамки на семејството и во образованието, мислам дека многу повеќе ќе допринесеме кон намалување на оваа бројка. Заклучоците беа дел од денешната трибина во организација на невладината HERA. Ова е четврта трибина која организира HERA, Асоциација за здравствена едукација и истражување од Скопје, со поддршка на УНИЦЕФ. Овој пат сме во Штип, превенција од малолетнички бракови и малолетничка бременост. Целта е да се подигне свеста помеѓу родителите и децата на возраст од 12 до 18 години. Последните бројки покажуваат благо намалување на малолетничките бракови кај ромите, но факт е и дека од истражувањето на УНИЦЕФ во 2011 година веќе 6 години никој не води статистика за оваа проблематика.